There must be 100 reasons why I shouldn't play this next record. But right now, I can't think of any. Здраво на сите, јас сум Симон од Parkour Team од Beyond, а ова е објаснување за Kong Precision. Вака значи, за да изведете Kong Precision, бидејќи ова е малце посложено движење од претходните, составено од две различни движења, значи Kong и Precision, што може да ги погледнете тука. Треба да ги знаете, значи првин тие две основни движења, за да можете да го изведете овој цел трик. Ова е доста корисен трик за прескокнување препрека и воедно преминување на некоја дупка, во случај да се најдете во таква ситуација. Сега ќе почнам со објаснување на овој трик. Значи, најпрво треба да изведете Kong. Сега Kongот, како што е објаснет на другото, треба да рипнете од подалеку, ама овде повеќе доаѓа како да правите манки, значи повеќе изгледа како значи треба да дојдете поблиску до препреката, за да може да бутнете повеќе напред. Друга работа, кога го изведувате Kong Precision, мора да се спуштите во висина на препреката. Значи, сега, например, јас сум повисок, мора да се спуштам подолу, за да можам да бутнам повеќе со рацете. Значи, повеќе да имам одраз од раце, кога ќе бутнам. Друго, треба, кога ќе ставите раце више, и скокате со нозете или нормално, треба да градите да ви поминат пред препреката и после да дадете сила за да ве однесе инерцијата нанапред и целиот скок и буткањето со раце да ве однесе нанапред. Друга работа, кога го правите Kongот, прстите не треба да ви бидат вака фатени. Значи не да ја фатите шипката вака, со цела рака да ја префатите. Треба да ви биде вака рака. Значи вака, за да можете да бутнете и сите прсти да ги искористите на буткањето и успат да не ве кочи палецот, затоа што може некогаш да ви се деси да го заборавите палецот тука и да ве закочи у скокот, да ве измрда, да добиете нека ротација чудна од тоа и да сгрешите. Следно, што треба да знаете, е како да го слетате Precisionот. Тука ја објаснувам сега на шипки, малце е потешко кога има вака шипка, ама и тоа се учи, значи со вежбање се може. Значи Precisionот кога се слетува, мора да го слетате на делот од перничињата, како што е објаснето и во објаснувањето за Precision. Мора да го слетате на перничињата и да дадете се од себе да се задржите на местото каде што сакате да слетате. За Precision, ако нешто не ви е јасно, може да видите нели на Precision објаснувањето. И тоа е тоа, јас сум Симон од Parkour Team од Beyond. Ова беше објаснување за Kong Precision.